Наш гостин во ово издание на емисијата Инфорегион е кандидатот за градоначалник на Прилеп на ВМРО ДПМН и коалицијата Борче Јовчевски. Господин Јовчевски, добро дојдовте во најновото издание на Инфорегион. Благодарам на поканата на порталот Инфокомпас. Секојаш сум тука за граѓаните да давам одговори на нивните прашања. Кампањата веќе започна. Она што последно пред да започне кампањата, мислам дека беше актуелно поврзано со вас е една непријатна случка, односно закани кон вас и кон вашето семејство. Дали се реши овој случај и како заврши? Па мислам, со оглед на тоа што досега на јавните медиуми нема никаква информација до каде е тој настан. Од самиот момент кога беа упатени директно кон мене тие закани, беше навреме пријавено во институцијата МВР. Беа изнесени аргументи и доказен материјал, кој што и самите гледате, досега нема никаков одговор вратен. Се надевам дека институцијата ќе ги превземи сите мерки за решавање на тој проблем и насочување на нарачателот на таа дрска и грозна закан. Дали после таа закан имаше и други или тука прекина? Заканите се во контекст не кон семејството, него закани кон понатамошно функционирање нормално на предизборната кампања. Се надевам дека на тоа ниво ќе останеме. И покрај тоа што подпишавме кодекс за фер и демократски предизборни однесувања, кампањата мислам дека ќе морам да ја доведам до ниво на карактерот мој, да водам праведна, честна, фер кон сите мои против кандидати. Како што кажав и на почетокот, кампањата е веќе во тек. Спомнавте вие во собранието на општина Прилеп подпишавте еден кодекс за фер и демократски избори. Како ги оценувате овие почетни денови од кампањата? Па пред неколку денови бев поканет и од представници на ОПСЕ, каде што на нивните прашања дали има некоја забелешка или во однос на други закани, јас ги посочив сите овие аргументи конкретно кон мене и кон голем број од граѓаните со кои што секојдневно се гледам и се соочувам со нивните проблеми. Тие јасно ми ги презентираат. Тоа сето е забележано, па се надевам дека ќе биде представено и во нивниот заклучок извештај, каде што уредно се е изнесено од теренот каде што го посетувам секојдневно. Борче Јовчевски, ортопед, познат и почитуван во Прилеп, но се одлучивте да запловите во водите на политиката. Некако во Македонија стана тренд лекарите да влегуваат во политиката. Зошто е тоа така? Затоа што поделени се мислењата кај народот дека лекарите треба се останат во својата фела, затоа што и онака имаме дефицит на лекари, па уште ова ни недостасува што во моментот случува. Мојата одлука за да излезам од јавната здравствена установа Општа болница Прилеп се состоеше во тоа што имав потреба самостојно да менаџирам со мојата здравствена дејност, каде што можев спрема пациентите да решавам и да одлучувам онака како што сметам дека заслужуваат. Истото менаџерско искуство би го пренесол и како иден градоначалник, каде што со мојот тим на професионалци можеме да го покриеме секој сегмент од она проблематика кој што го засега секој граѓанин во општина Прилеп. Кое беше вашето првично мото, поради кое одлучивте да се кандидирате за градоначалник на Прилеп, односно што е она што сметате дека првично најмногу му е неопходно и потребно на градот? Секојдневната комуникација со граѓаните, со пријателите, со комшиите, со пазарџиите, ме мотивира да ги отстранам сите забелешки, сите аномалии кои што ги мачи нашиот граѓанин. Самите прошетки по улиците, контактот со пациентите ме мотивираа да застанам зад кандидатурата за градоначалник на град Прилеп. Што на што најмногу се жалаат граѓаните при вашите контакти? Прво, она што им паѓа во очи е хигиената во градот. Таа од пред 4 години е толку запоставена, така што ја избришаа сликата од пред 4 години кога
Прилеп го представуваше лицето на Македонија. Граѓаните се жалаат и на самата инфраструктура низ градот. Се жалаат на обраќањето кон институциите кои што потпаѓаат под локална самоуправа, бидејќи нивниот пристап кон нивните барања е премногу тежок, ограничен и временски долготраен. Јас се надевав дека, и се надевам се уште, дека сето ова како аномалија ќе ја отстранам и пристапот нивни кон обраќањето на градоначалникот ќе биде во непосредна близина и со блиска комуникација. Вашата партија ВМРО ДПМН беше на локална власт во Прилеп 12 години. Сега 4 години е СДСМ. Зошто сметате дека повторно граѓаните би ви ја дали довербата како партија? Па граѓаните Што е сменето? Сигурно немаат заборавено, не е тоа од така многу одамна. До пред 10-12 години градот напредуваше и од една, така да наречам, паланка стана во еден европски град кој што сите соседи му завидуваја. Но за разлика од тие времиња, во овие 4 години гледаме дека е запоставен целосно, гледаме неодржување на сите инфраструктури, гледаме една апатија и меланхолија на граѓаните, која што се изразува со отсуство на насмевка и расположение во секојдневниот живот. Би сакал да поразговараме за неколку теми од вашата програма. Дали веќе имате остварено контакт со бизнис секторот и како планирате да се подобри бизнис климата во општина Прилеп? Секојдневно се обраќаме до представници и фирми во бизнис секторот. Пристапот е коректен, обраќањето е директно и размислувањата нивни наидовме од нивните размислувања наидовме на разбирање дека во нас гледаат голем партнер во соработката, бидејќи имаат и за што да се пожалат. Замислено е од наша страна составување на еден бизнис форум или бизнис совет, каде што јас како градоначалник најмалку еднаш месечно би разговарал непосредно со нив и каде би ги изложиле сите проблеми кои што се соочуваат и заеднички би нашле начин да ги решиме. Исто така, бизнис секторот, дали од домашна или од странска инвестиција, најмногу бараат помош и гледаат помош во локалната самоуправа со обезбедување на сигурносни механизми, каде што безпрекорно и за многу кратко време ќе ја остварат нивната цел, тоа е реализирање на нивната дејност, а паралелно со тоа остварување на работни места кои што се од витално значење за нашата општина. Кога ние како новинари разговараме со бизнис секторот, една од главните работи што им пречи е неиздавањето на градежни дозволи. Според нив, десетици милиони евра стојат моментално во нашиот бизнис сектор, кај приватните компании кои што не се инвестирани токму поради оваа причина. Дали знаете зошто имаме застој на овој план во општина Прилеп? Па, веројатно заглавувањето нивно во бирократските лавиринти во нашата општина наидуваат на такво незадоволство, кој што се разбира еден странски инвеститор не може да губи време, обраќајќи се со месеци барајќи одговор, сигурно дека ќе се обрати до некоја соседна општина, каде што нивните средства и како им се потребни и се предизвик за секој градоначалник од другите општини. Имаме, дали има законски пречки за нештото или пак немање на доволно детални урбанистички планови? Тие детални урбанистички планови каснат со денови, со месеци. Така да самата конструкција и брзо издавање со стручен тим, се разбира од моја страна, сигурно би ги надминало сите овие препреки со кои што се соочуваат бизнис секторот. Исто така една од главните пречки за развој на бизнисот, не само тука во било која друга општина, е инфраструктурата. Со години
Прилеп некако е и цела Пелагонија слепо црево. 30 години ние не успеавме како држава да изградиме до овој регион автопат или експресен пат. Се започна изградба на еден експресен пат, се прекина, повторно се продолжи сега неговата изградба. Автопатско решение нема на повидок. Како планирате, тоа не е во доменот на локалната самоуправа, но сепак вие како градоначалник како може да помогнете да се забрзаат овие процеси? Сведоци сме дека секој наш гостин или пријател кој што доаѓа од друго место, од друга општина, прво што ќе го забележи тоа е тешко пристапниот и разоран пат кој што до пред неколку денови, слегувајќи од Плетвар кон Прилеп, го оштетуваше своето возило. Исто така и продолжувањето и да го заобиколиме Прилеп кон Битола, се соочуваме со исти такви инфраструктурни проблеми, лоши патишта со лош асфалт. Сето тоа точно потпаѓа под централната власт, но соработката и партнерството на локалната со централната власт мора да функционира. Не знам дали би собрале само политички поени со изградба на последниот месец, од 48 вкупно месеци, нашата општина најде време да го, не само општина и власт, најде време сега да го асфалтира и да го реконструира патот или секоја улица, па дури да ја прекопува. Сведоци бевме дека повика и министер за отворање на улица, после 2 дена веќе повторно улицата не е добра или не ги исполнува стандарди за прием, па повторно беше ископана и повторно преасфалтирана. Сето тоа остава една лоша слика. Станува збор за улицата Мице Козар? Да, конкретно за улицата Мице Козар и ред други улици кои што сигурен сум кога брзо се асфалтираат, нема да најдат на отпорност кога и првите мразови, и првите дождови би се појавиле оваа зима. Добро, тоа е за инфраструктурата во градот, но сепак вината за надворешната инфраструктура во околината на Прилеп имаат буквално сите партии во овие 30 години, затоа што, како што кажав, останавме слепо црево како Пелагонија. Во самите индустријски зони, пошто разговаравме за бизнис секторот, инфраструктурата не е дозавршена. Во која и да влеземе индустријска зона, гледаме дека дел од уличките не се асфалтирани, не се изработени, оставени се шахти кои што стрчат од патот. Зборуваме за ТИРС, а за индустријската зона Прилеп 1. Прилеп 1, да. Запоставени се и не само инфраструктурно, него се запоставени со оглед на тоа што не е дообработена, имаме ридови со купови со земја, исто така тие парцели не му се веќе во интерес да ги откупат и да почнат на таа земја нов објект, нема никнато во овие 4 години, па да не речам дали еден, и тоа нашиот домашен сектор, а да не зборуваме за странски инвеститори. Како би се решил тој проблем во Прилеп 1, што е конкретна надлежност на општината? ТИРЗ-от е веќе исто по централно ниво. Со самото прилагодување на теренот до завршување на инфраструктурата, до асфалтирање, исто така и влезот на тој дел од градот остава една слика на запоставеност, несреденост, нема насока каде треба негов консумент на тој бизнис сектор да заврти од главната улица. Значи немаме ни табла, една информативна табла која што би го насочила потенцијалниот соработник. Тоа остава една слика на несериозност. Значи во очите на граѓаните ние оставаме впечаток дека Прилеп воопшто не се грижи за тој бизнис сектор. Кога станува збор за економијата, со економијата најчесто уназад години и децении е поврзана миграцијата на младите. Но што е уште пожално, ако до вчера заминуваа младите, сега започнаа да заминуваат и старите, односно родителите на тие млади, да им помогнат при чувањето на децата, така да градот, државата не само што се празни со млада популација, него веќе дури старите заминуваат од Прилеп и држава. Како планирате да им помогнете на младите да останат тука и својата иднина да ја гледаат во Прилеп, а не надвор? Миграцијата на младите, која што во последниве години достигна голема експанзија,
навистина е голем проблем не само во нашата општина, него во цела Македонија. Со реализирање и остварување на нашите проекти за изградба на објекти од интерес на општината, зборувам, значи, тука спаѓаат градинки, тука спаѓаат терени, тука спаѓаат соработка на јавно-приватно партнерство, овозможување на прием за нови бизнис инвестиции, би се оствариле нови работни места кои што младите и тоа како би ги задржало во нашиот град. Исто така, овозможување за лесен пристап, односно лесно реализирање на стамбен проблем на младите, како и на млада брачна двојка, исто така би го вратила интензитетот на миграција. Со тоа целосно можеме да му се посветиме на младите, без кои што навистина нема надеж секоја општина, така и Прилеп. Кога разговараме со младите тука во нашето студио, при нашите прилози како новинари кога ги правиме, една од најголемите пречки им представува уназад години партиските вработувања. Дали конечно, еве вас како градоначалник ве прашувам, ќе престане таа пракса во администрацијата да вработуваме партиски војници, наместо квалитетен кадар кој што наместо да остане тука заминува во странство, затоа што едноставно не може да се избори против тој систем. Партиската книшка не треба да биде алатка за вработување, туку напротив. Секој компетентен, стручен кадар треба да си го најде местото во општината, каде што најдобро може да одговори на потребите на работното место. За разлика од тоа, досега гледаме пренатрупаност на администрацијата. Се што спаѓа под локална самоуправа, институциите и установите се преполнети. Како што во овие 4 години има преголемо вработување без потреба, јас мислам дека во последните 12 години немало таков случај. Јас би се заложил за анализа кои работни места, каде може да се остварат и каде може да се исполнат со стручен кадар, без разлика на партиската припадност. Кои се вашите топ проекти со кои што ќе настапите пред прилепчани? Вчера имавте една пресконференција каде што ги представивте катните гаражи. 3 во централното градско подрачје. Дали тоа е еден од вашите капитални проекти и кои се останатите? Најголем проблем на градот, посебно на централното градско подрачје, се паркинг местата. Разговаравме со добар тим, стручен тим, професионален тим, каде што ги изложија начините како може да се реши во најбрзо време паркирањето. Старата чаршија е најмногу засегната од недостатокот на паркинг места, така да одбравме минимум 3 локации, каде што во најбрзо време може со повеќе катни, 2 или 3 етажа монтажни гаражи, да го решиме или барем да го ублажиме тој проблем. Паркирањето и на таксистите веќе станува проблем. Со проширување на дел од улиците, странично со ограничување на престојот, исто така може да се ублажи гужвата на нашите сообраќајници. Тоа е еден од проектите, останатите кои... Тоа е топ проект кој што имав излагање на пресот. Другите проекти кои што исто така го засегаат градот е за обиколниците. Поточно обиколниците кои што тешките товарни возила врват низ центарот на градот. Тоа мора еднаш да го решиме со единствен проект кој што би ги поврзал рудниците на Мермер со излезот на градот према Плетвар пред Оревоец. Исто така имаме во проекти за обиколница кон Македонски Брод, исто така би го растеретила сообраќајот. Тоа е во едно од големите проекти. Решавањето на сообраќајниот хаос би се намалил и со кружните текови, кои што се засега во мал број, а ние го замислуваме тоа како решавање со 4 нови кружни текови по должина на булеварот. Други од капиталните проекти е решавање на проблемот со речното корито. Речното корито гледаме дека е
израснато со трева, во него се исфрлаат секакви ѓубришта, станува еден вид на депонија, а тоа би добило сосема нова слика со каскадно снижување на нивото на реката, потоа покрај него обработување на спортски, велосипедски патеки, пешачки зони, клупи, одмор и рекреација на младите. Друг капитален проект кој што ги имаме во нашата програма е доизградба и оспособување на фабриката за рециклирање на отпадот на градската депонија, каде што би се вработиле и нови лица, значи нови работни места, а воено би го отстраниле сето она кое што градот го исфрла како ѓубре. Во исто време, замислата ни е и да направиме подземни контейнери, кои што би ја подобриле и сликата и видикот, а исто така би го стапиле местото на сегашните контейнери со една зона која што би била непристојна за око. Кога станува збор за спортските објекти, спортската инфраструктура во градот, и таа се наоѓа во една незавидна положба. Тука имаме една сала Македонија која што не функционира, имаме една универзална сала која што не функционира, салата Партизан или Стара Соколана, позната кај народот, исто така се наоѓа во една лоша состојба. Што планирате на ова поле? Спортската сала Македонија и универзалната сала, поточно салата од Тутунскиот комбинат, се под надлежност на владата. Значи, единствено, локалната самоуправа може да одлучува со одржување и секојдневни активности кога би биле пуштени во функција. Знаете во каква слика се сега моментално, знаеме како ни ги оставија овие спортски објекти, така да се надевам дека доколку би се погрижеле централната власт да бидат пуштени во употреба и како ќе најдат простор да ги организираме сите спортски активности како од пред неколку години. Ја спомнавте и Соколаната. Имаме план и програма со проекти каде што ќе направиме реконструкција и реанимирање со подобрени услови за спортување на младите. Кога станува збор за спортот и здравиот начин на живот, секако тука е еден тренд кој што се повеќе зема замав како на ниво на држава, така и во Прилеп, а тоа е велосипедизмот. За жал, велоинфраструктурата во градот исто така е во лоша состојба. Што планирате на овој план? Освен малиот број на велосипедски патеки низ градот, немаме со што да се пофалиме. Сигурно би застанале со посебно внимание да му се посвети на велосипедистите со доизградба и на другите периферни улици, изградба на нови велосипедски патеки, а посебно во околината, каде што младите рекреираат, спортуваат и се занимаваат. Она што би сакал уште нешто да се навратиме на спортот е поддршката кон клубовите. Дали таа би се зголемила, особено кон оние индивидуални спортови кои што сега имаат многу мала или да не речем никаква поддршка? Така, клубовите се без поддршка и целосно запоставени. Нивниот апел е да им посветиме и нив не само внимание, него и да одвоиме средства и простор за да го актуализираат индивидуалниот спорт или спортот кој што освен фудбал и ракомет и тоа како во светот е во подем. Сигурно би му посветиле внимание на сите клубови. За подобрување на квалитетот на животот во една општина исто така значања е и културата. Прилеп има еден театар кој што се наоѓа во објект стар повеќе од 100 години и се распаѓа. Немаме како град кино, немаме младински културен центар. Театарот, односно изградбата на нов театар се ветува со години и тоа не е реализирано. Дел од овие можеби се под општината можеби нема финансии да ги изгради како објекти, но што би превзеле вие на ова поле? Не би се согласил со вашето мислење дека Прилеп нема кино. Киното во склоп на Домот на култура Марко Цепенков, знаеме како функционираше, колку посетеност имаше, а сега во последниве 4 години, освен за 3-4 политички средби, за друго не служи. Театарот кој што е повеќе од 100 години, го гледаме во руинирана состојба,
не му е посветено никакво обновување или реконструкција и да не се лажеме да не постигнуваме политички поени, тоа е под надлежност на Министерство за култура и централната власт, која што воопшто не се грижи за одржливост на вакви објекти. Конкретно за културата. Во секое време, кога ВМРО ДПМН е била на власт, и тоа како му посветувало внимание за ревитализирање и продолжување на културното наследство во градот. Но спомнавте културното наследство, тука имаме голем број цркви и манастири, кои што се културно-историски споменици, но, например, тука го имаме еден трескавец од 13 век, еден манастир Свети Никола во селото Манастир, годинава одбележува 750 години постојање. Тука го имаме еден од трите најубави иконостаси во Македонија после Бигорски оној во Свети Спас во Скопје, тоа е иконостасот во црква во Стара црква или Свето Благовештение, но со години се дозволува овие културно-историски споменици да се распаѓаат. Буквално се распаѓа трескавец, се распаѓа манастир, се распаѓа иконостасот, а не се превзема ништо. Извинете, но жално е да дискутираме на оваа тема со споредување на времето на ВМРО ДПМН и СДСМ. Патот кон манастирот Трескавец беше направен во време на владење на ВМРО ДПМН. Конаците, кои што после пожарот почнаа да се реконструираат и да се обновуваат, проектот беше направен во време на ВМРО ДПМН. Исто така и проектот за водоснабдување на манастирот, кој што се чува или е скријан во некоја фиока, е од времето на ВМРО ДПМН. Ние и како би го обновиле тоа, би го дозавршиле и сигурно би го обезбедиле манастирот со питка вода. Манастирите и црквите, секогаш кога ВМРО ДПМН е на власт, секогаш се во интерес на целите на граѓаните на општината Прилеп. Да, може би дел од овие активности не се под надлежност на локалната самоуправа како реставрација на фрески и така натаму, тоа е под централната власт, но сепак сите како прилепчани треба да се потрудиме да престане овој процес на распаѓање на овие наши величенствени храмови и културно-историски споменици. Ако станува збор за нив, тука тие се поврзани и со туризмот. Дали Прилеп, односно вие во вашата програма имате развој за стратегија на туризмот во Прилеп, затоа што моментално немаме ниту едно информативно биро каде што доаѓа странец би се информирал што се може да посети во Прилеп, каде може да најде туристички водичи и така натаму. Точно, црквите, манастирите и другите објекти од културно наследство би се нашле на туристичката мапа, за да може секој посетител или странски турист многу лесно да најде пристап до таквите објекти, кои што се и тој туризам би го дополнил и буџетот на касата на самата локална самоуправа. Екологијата и чистата животна средина се исто така важен фактор за квалитетот на животот во една општина. Кои се вашите планови на ова поле во однос на екологијата? И јас тука би поставил уште едно подпрашање на ова прашање во однос на пошумувањето, што исто така е еден важен фактор. Пошумување скоро и да немаме во последниот период, а наназад со години гледаме како дрвократците буквално ги опустошија сите планини околу Прилеп. Ниту една институција надлежна во државава за тоа не реагира. Зошто е тоа така и дали вие, доколку станете градоначалник, би го прекинале тој тренд на буквално ограбување и уништување на плебските планини? Да, тоа е лицето на СДСМ, каде што дозволи целосно опустошување, бесправно сечење на шумата, а исто така и пожарите, кои што неконтролирано излегоја од вон контрола, го запустија изгледот и природата околу Прилеп. Ние во наредните 4 години тоа како би се погрижиле за пошумување. Пошумувањето може да биде или организирано со доброволни акции, а исто така и школски денови, кои што на денот на пошумување можеме да излеземе на терен и да го збогатиме природното богатство. Во разговор со менаџментот на рудниците за мермери, се договоривме дека можат и нивна обврска е сите тие купишта и ридови со отпад од мермерот, камен отпад, да бидат препокриени со земја
и на нив на истото место да има засадено брези, багреми, чемпереси. Со тоа би го збогатиле и шумскиот фонд. Токму така шумскиот фонд мора во Прилеп да се збогати затоа што кажав овој проблем со дрвократството е со децении, мора да го решиме ако сакаме да имаме чиста животна среда и нормално чист воздух. Неизбежно, тука морам да ве прашам, бидејќи сте лекар, можеби тоа не е ваша специјалност, вие сте ортопед, но сепак се наоѓаме во време на пандемија, се уште пандемијата на COVID-19 не е завршена, а Прилеп како град во Македонија е лидер според бројот на смртни случаи. Дали доколку станете градоначалник би направиле некаква анализа зошто е тоа така, што се случува во Прилеп со тој голем број на смртни случаи од COVID-19 и зошто е тоа така? Прво би се навратил во времето кога Прилеп беше лидер по смртност на COVID-19. Голем дел од вината е недостатокот и закаснетото добавување на вакцини, кога цела Европа беше со 30-40% покриена, ние немавме ни започнато со вакцинација. Исто така и Прилеп како голем град во Пелагонијава беше изоставен со првично со пунктови и мораше граѓаните да се организираат самостојно, да го посетуваат битолскиот или кавадаречкиот пункт за да ги исполнат должностите да бидат вакцинирани. Прилеп ја немаше таа привилегија и веројатно тоа допринесе Прилеп да има околу 500 починати жители за време на ова криза, пандемија. Јас како градоначалник би се заложил да се направи голема, длабока анализа за превентива и заштита на граѓаните од вирусот. Досега програмите на градоначалниците во голем дел наназад не се исполнуваа од неколку причини. Една од причините е што се ветуваше нешто што реално не може да се оствари со парите од буџетот на општината и треба тука многу поголема поддршка и подкрепа од централната власт, а тоа е знак прашање дали таа ќе се добие. Од друга страна, неостварливи беа тие програми заради тоа што не беа правени според некакви стручни анализи. Еве за крај, зошто Борче Јовчевски е поразличен или би бил поразличен од другите, зошто јас како граѓанин би го заокружил вашиот број. Дали вашата програма е направена врз ваква една стручна анализа како што кажав? Нашата програма е направена врз со консултација на голем број на професионалци, експерти во своите домени и тврдам и ќе покажам на дело дека сите проекти се издржливи и финансиски и економски, така да во сето тоа граѓанинот ќе препознае на искреност, и на честност и привлечност, па зошто и да не го заокружи бројот 7. Господин Јовчевски, ви благодарам за овој интервју за емисијата Инфорегион. Благодарам и на вас. Драги гледачи, тоа беше Борче Јовчевски, кандидат за градоначалник на Прилеп на ВМРО ДПМН и коалицијата, а ние се гледаме во наредното издание на емисијата.